На моje задоволство, мој гостин во студиото е професор доктор Људмил Спасов од Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добре најдов. И да се надоврземе на претходните прилози и линковското вклучување, јас само ќе кажам дека историјата на македонскиот јазик не започнува во 1945 година. Кодификацијата врз научно верифицирани основи е потврда за претходен, долговековен и јазичен, културен, но и национален развој и континуитет, и всушност тоа само е една етапа во развојот на јазикот, затоа што македонскиот јазик својот континуитет го остварува непрекинато. Па затоа сакам да ве прашам што значи овој континуитет за македонскиот јазик и што ни потврдува? Токму така, јазикот се развива заедно со нацијата. Значи, ако одиме дека нацијата се развива постепено, од најстари времења, што би рекла од средновековието, тогаш постепено се развива и јазикот, почнува да се изделува од својата словенска средина, или јужнословенска средина, и почнува да создава своји особености што го обкружуваат фактички подоцнежната македонска нација или сега ќе кажем македонскиот народ. Така. Сега, ако одиме во поновата историја, македонскиот јазик е јазик на кој творел Петре М. Андриевски, Блаже Коневски, Ацо Шопов, Анте Поповски, Гане Тодоровски, Кочо Рацен и останати многу други наши македонски книжевни великани. Меѓутоа, пред се она што постојано го потенцираме дека македонскиот јазик е темелот на македонскиот идентитет. Па тука и прашањето, дали го негуваме и дали го чуваме? Значи, секаде јазикот е темел на националниот идентитет, тоа не смееме да го забравиме. И јазикот почнува да се развива онако како што денес го знаеме во 19-тиот век, особено во неговата втора половина. По ослободувањето, по создавањето на македонската држава, се создава една богата литература, богата театарска дејност, богата култура со еден збор кажано, и тоа се писателите меѓу другите што ги споменавте вие. И сега прашањето доаѓа до тоа дали тие предонесуваат за изградба на националниот имидж, што би рекол во современа смисла на зборот. Апсолутно да. И токму така се гради македонската култура, се гради постепено, се гради со напор на луѓе, на индивидуалци. Да не го забравиме Блаже Коневски, кој што е велиме таткото на современата македонска култура. Не е единствениот. Меѓутоа, тоа е некако доаѓа како најзначајниот во еден период. Сето тоа полека доаѓа доведува до момент кога ние добиваме еден и го имаме развиен стандарден јазик, значи јазик дека не го немало туку измислен допрва, јазик кој што се надоврзува на народниот јазик, туку ги поставува стандардите што ги имаат сите современи јазици. Денес можеме да бидеме и горди со тој факт дека степенот на стандардизирањето на македонскиот јазик е на мощно и високо равниште. Токму тој стандард преку македонската азбука и правопис се користат во практиката во сите сфери на нашето живење, и како професор некако природно ми доаѓа да ви го поставам прашањето дали тестот на писмената практика македонскиот јазик го положува со највисока оцена, овде мислејќи на чување, негување, афирмација пред се правилна примена на македонскиот јазик. Која ќе биде вашата оцена? Значи, повторно имате право. Тоа прашање и таа оцена не може веднаш да биде висока или веднаш да биде ниска. Таа оди постепено. Голем напредок во таа смисла и новиот закон за македонскиот јазик, кој што дава поттик во таа насока. Голем напредок во таа смисла е развивањето на телевизиите, на средствата за јавната комуникација и интернетот не го сваќам во негативна форма, напротив и во позитивната, бидејќи тука го гледаме она неопходно раслојување. Кога зборуваат млади луѓе меѓу себе, нели, не може да биде исто кога некој званично, официјално зборува од некаде и така натаму. И добро што не е исто, бидејќи тој е еден пријателски јазик, нели, така натаму. Значи, го гледаме со еден збор развивањето на стиловите. Мислам, сега да бидам оптимист и морам да бидам оптимист, дека јазикот се развива на многу добра насока. Земете само еден обичен пример. Кога доаѓаат оние саеми на книги на есен, ние гледаме купишта книги. Јас паметам од некое време,
дека немаше книги, малку книги имаше да се купат. Ете, тоа е еден голем пример како јазикот се развива. Така, го споменавте законот за употребата на македонскиот јазик. Морам да истакнам дека во јунари 2024 година со многу очекување и пред се со поддршка од јавноста беше донесен новиот закон за употреба на македонскиот јазик, кој што всушност и предвидува поголема грижа, примена, но и заштита на македонскиот јазик преку задолжителни лекторирања, потоа вработување на лектори во јавните институции, формирање на инспекторат за контрола на неговата примена. Меѓутоа, она што е најтажно е дека доцни имплементацијата на овој закон, со што се открија до некаде, ќе кажам, и слабостите на системот, па и во однос на јазикот, кој што всушност рековме дека го дефинираше нашиот идентитет. Прашањето ми е, колку е направено тоа што беше предвидено со законот? Значи, можем да кажам веднаш дека е многу малку направено сега за сега. Тоа ми создава мене голема нервоза лично, бидејќи јас како председател на Советот и Советот во тој состав работевме макотрпно во 2 мандати за да создадеме еден закон како што го имаат европските јазици, кој што ќе биде применлив, од друга страна ќе помогне за работување на млади стручњаци, млади луѓе кои што завршиле факултет и едноставно ќе биде сакан меѓу младите и меѓу луѓето. Дали ние сме бирократско општество, тоа често се прашува, па не можеме тоа да го направиме, да го примениме така како што сме го предвидиле веднаш. Дали треба да помине повеќе време, не знам, но мислам дека е крајно време да ги стегнеме рацете и да почнеме да работиме цврсто, да се примени овој закон. Знаете колку добивам мејлови од млади луѓе, докаде е со законот, и добивав мејлови, докаде е со законот, ете, јас сум завршена или завршен филолог, македонист, сум положил или положила лекторски испит и сакам да се вработам. И има шанси да се вработиш, но сето тоа сега за жал стои. Не е моментот само да славиме, моментот е да работиме. Тука веднаш го поттикнавте и прашањето за тоа што ќе им оставиме како наследство на идните генерации, во смисол да ги поттикнеме на тоа негување, чување и афирмирање на македонскиот јазик, затоа што навистина треба да се настојува да се зголеми изучување на македонскиот јазик, односно поттикнување на млади студенти по македонски јазик. Имаме катедри на филолошкиот факултет токму по македонски јазик. Имаме повеќе универзитети. Така. Каде што се изучува македонскиот јазик и македонската литература и култура воопшто, што е добро. Од Тетово ќе почнам па Штип, па Скопје, па Битола и така натаму. И зошто ова не смееме да го запоставиме, да го тргнеме на страна, туку напротив, треба многу да им оставиме на младите. Имаме млади кои што многу сакаат да работат и работат. Имаме професори кои што многу сакаат да ги учат и ги учат. Меѓутоа имаме еден застој во сето тоа, и не смееме да дозволиме како луѓе и како народ да влеземе во тој застој. Што значи тоа? Треба час поскоро да се основа инспекторатот, што го замисливме, кој што ќе води сметка, не е во казните работата, туку ќе води сметка да поттикнува во правилната употреба. Овде, каде што зборуваме во овој миг, во пишуваниот текст се разбира и секаде, во науката уште повеќе. Ние имаме обврска, ако направите магистратура или дипломска или докторат, мора да поминат низ лектор. Лектор не значи дека е попаметен за оној што го напишал тоа, туку му помага да биде на повисок стил. Тоа треба да го направиме. И сега уште една реченица во таа смисла. Тоа ќе го направиме не со казни, со атракција, со привлекување, да ги привлечеме дека се работи за богат јазик, за мој јазик, не наш јазик, и се работи за една богата култура. Сега, додека чекаме конкретна примена на законот за употреба на македонскиот јазик, вие како професор, вие како професори на Универзитетот Свети Кирил и Методи, македонисти, неуморно работите во насока и кога треба да се слави, повторно да дадете свој придонес со работата, па токму затоа денеска со вас го поднесовте речникот, кој што излезе токму по денешниот повод, денот на македонскиот јазик 5 мај. Многу убаво
го поставија се прашањето, се работи за еден правописно нормативен речник, кој што фактички се работи, го има тој постојан порано, меѓутоа дојде време, бидејќи јазикот се менува, се во животот се менува. Дојде време да се направи нов. Овој совет во претходниот состав си ја стави пред себе и таа задача, иако тешка, и бидејќи советот на вистина се погодија луѓе, се здружија луѓе кои што беа работни, и неуморно работевме и го создадовме првиот том. Се надевам дека наскоро ќе излезат планираните уште 2 тома и со тоа ќе направиме еден голем чекор напред во кодификацијата на јазикот. Не заборавајте дека е такво времето кај нас, но и во Европа, дека се почитуваат стандардните јазици, културното зборување и дека нашиот јазик е признат јазик во Европа и во светот и дека комотно можам, утре повеќе да зборувам во Европското собрание на македонски, ќе ме преведат. Меѓутоа, преведувачот треба да знае од што преведува. Од штипски преведува или од стандарден јазик, например. Так, кога го спомнавте штипскиот, јас би сакала малку да се надоврзам, иако денеска говориме за стандардниот македонски јазик, сепак мора да истакнеме дека пак дијалектите, македонските дијалекти се всушност едно големо богатство на македонскиот јазик. Значи, сето тоа се разбира така. Е најголемото богатство. Тоа е изницата на македонскиот јазик. Од таму се црпи стандардниот јазик. Тие се основата, да. Многумина, меѓу другите Блаже Коневски го рекол дека го црпиме јазикот од сите можни дијалекти. Дијалектите не се единствено на територијата на нашата држава сегашна, туку и пошироко. Тоа е точно. Меѓутоа, мора да постои нешто на кое што ќе се засновува современиот живот. Еве, земете, например, англиски. Пред некој ден слушав некоја емисија, односно филм на англиски јазик, што апсолутно не може да го разбере. Значи не 10%, не 2%, апсолутно не. Тоа ти бил некој дијалект во Англија, не знам каде, во Шкотска и така, на пример, иако тоа не е шкотски или не знам кој јазик. Но, значи, тоа е нормално, тоа е нормална пројава, не дека ние се разликуваме од тоа. Но секој јазик современ, кој што сака да биде на високо цивилизацијско ниво, мора да има свој стандард. На секој можеби мајчиниот јазик му е најубавиот јазик на светот, па така и за нас македонскиот јазик е еден од најубавите јазици на светот. Па можеме ли некако како заокружување на овој разговор да кажеме кои се главните особености на македонскиот јазик по кои што тој се издвојува од другите јазици? Значи се издвојува, тој припаѓа на групата на словенските јазици, поточно на подгрупата јужнословенски јазици. Меѓутоа многу се издвојува од нив, затоа што нема падежи. Светете се во кој да било јужнословенски јазик, нема падежи, додуше и бугарскиот, меѓутоа повеќе падежи има од македонски. Што значи немање падежи? Личи на англискиот, ако сакате, наједноставно да ви речем. И тоа значи дека се изразуваме на таков начин, односно сме загубиле својата словенска појдовна точка. Се некој ќе праша како можело тоа да се случи. Минале векови, луѓето живееле заеднички. Кога живеете заеднички, нормално дека се влијаете еден врз друг во едно семејство, кога, да речеме, сопругата од еден крај на Македонија, сопругата од друг крај, постепено создаваат еден наддијалект. Еве, ова Скопје што го знаеме кај што живееме сега, не е онај скопски дијалект што се учи во книга. Туку е нешто што е настанато врз основа на мешање. Сега, треба секогаш да се внимава, да се одржува високо рамниште на јазикот и второ, постојат луѓе кои што не име мајчин јазик не е македонскиот. Ние не треба тие луѓе да ги издвоиме. Еве зборувам за албанците, власите, турците и така натаму. Туку напротив да ги привлечеме кон себе. Факт е дека ако се најдат двајца луѓе, едниот да речеме со албански, едниот со турски, на битпазар ќе зборуваат на македонски меѓу себе. Ако едниот него знае турски, од другиот него знае албански. Тоа не значи дека не треба да се знаат, треба да се учат, односно со еден збор, со една реченица. Треба да се почитуваме меѓу себе, треба да ги почитуваме јазиците, затоа што јазиците се вистински одраз на нацијата и на единките што го зборува тој јазик. И мораме овде да истакнеме дека покрај сите други особености кои што ги споменавте, македонскиот јазик особено се истакнува како јазик по својата мелодичност. Тоа е
Има една легенда, ако меѓу другото, ако доаѓаш во Македонија, ќе се научиш убаво да пееш, не знам, некаде ќе се научиш да јадеш, да играш и така натаму. И во Италија ќе се научиш да пееш и така натаму. Точно дека постојат, тоа е од времето на романтизмот, певливи јазици, тоа е италијански, да речеме, и јазици на кои што тешко се бее, тоа е германскиот, нели? Меѓутоа, нашиот спаѓа во тие јазици кај што лесно се пее и кај што убаво се пее. Меѓутоа, да ве подсетам, секоја мајка, еве како жена, секоја мајка го сака своето дете. Наше дете е македонскиот јазик. Професоре, која ќе биде вашата порака, би сакала пред се за младите генерации кога зборуваме за негување и чување на македонскиот јазик? Јас не сум млад како професор зборувам. Така. Да бидеме горди на својот јазик, на својата култура, да ја негуваме, да ја наметнуваме, особено кога сме надвор, кога сме во странство, и да ги привлекуваме другите да го поднаучуваат јазикот. Видите колку убаво звучи кога ќе чуете некој странец, кога е во некој ресторан, ќе нарача нешто на македонски јазик. Так. Значи, сите да опфаќа топлина. Уште Пулевски во 19 век рекол, и пред него е речено, дека кога ќе одиш низ чаршија и ќе среќаваш различни јазици, убаво е да ги поздравиш луѓето на свој јазик. Ќе те засакаат и ќе добиеш пониска цена. Секако. Нели, тоа е многу важен момент. Так. Или народниот јазик од Синајски е клучот од железо и челик, што е отвора душата на простиот човек, за разлика, мисли на црковно-словенскиот, е од сребро и злато, ама луѓето не го разбираат. И па сега сами да заклучиме. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше огромно задоволство. И мене исто, благодарам.